Уединетите нации последната статистика вели дека околу 28% од раководните позиции во фирмите припаѓале на жени. Ако 28 се на жените, 72 на мажите, на кого ќе помогнете? Нормално на жените. Жени секако. Така е. Здраво на сите. Јас сум Миланка, а вие го следите подкастот Луѓе помагаат на луѓе. Денеска во подкастот зборуваме за глобалната мрежа на жени лидери, единствената меѓународна платформа за унапредување на жените од кредитните унии и финансиските задруги на глобално ниво. Мисијата на глобалната мрежа има за цел да им обезбеди на жените можност и ресурси да направат мерлива разлика во животот, во животите на членовите на кредитната унија и во нивните заедници. Глобалната мрежа на жени лидери е основана во 2009 година. Работи во рамките на Светскиот совет на кредитни унии ВОКУ, кој служи како центар на мрежата, поврзувајќи ги жените од кредитните унии од целиот свет. Победничкиот проект за подобрување на пристапот на жените и младите до финансиски услуги во 2015 година, доделен на управителот на штедилница ФУЛМ, господја Елеонора Згоњанин Петровиќ, на Светската конференција на кредитни унии во Денвер, САД, беше почеток на воспоставување нова и современа стратегија за комуникација на Сдруженијето на граѓани и штедилница ФУЛМ. Во низата планирани активности за подобрување на пристапот на жените до финансиски услуги на 25 јуни 2016 година, во Скопје се одржа првиот форум на жени лидери на ФУЛМ Македонија. Мојата гостинка имаше задача да го организира и да ги постави темелите на овој огранок за прв пат на тлото на Македонија. Марија Цветковиќ е раководител на скопските филијали на штедилница ФУЛМ и суштински дел од оваа институција веќе 24 години. Марија, добре дојде. Може ли да ни кажеш нешто повеќе за форумот на жени на ФУЛМ? Добре најдов, Миланка. Навистина ми е задоволство што ќе разговараме на една ваква убава тема. И на мене исто. Оваа година е 10 годишнината на форумот на жените на ФУЛМ. Значи, од 2016, кога беше првиот форум, имавме идеја да го оформиме и да ги потикнеме и мотивираме жените да направат значајни разлики во нивните животи. Целта на форумот, на формирањето на форумот, беше да го потикнеме не само нивната мотивација за саморазвој туку да преку нивното подигнување и подигнувањето на нивната свест да влијат и на животите на своите семејства и на локалната заедница. Ова иницијатива навистина направи, според мене, навистина импакт еден во животите на овие луѓе, следејќи ги низ сите овие изминати 10 години. Така. Како влијаеше форумот на жени лидери на ФУЛМ во насока на поттик на жените да направат промени? Видете, Македонија, знаеме сите, е во редот на се уште традиционалните земји, каде што жената генерално нема секогаш првостепен, односно често пати има второстепена улога и во општеството, и во семејството. За жал, така е. Така, низ сите овие години на моето работно искуство, а и животно искуство, се сретнав со многу примери на исклучителни жени, кои што навистина се и креативни, и талентирани, и можат, меѓутоа им недостига храброст, им недостига мотивација, и за да можат да направат она промена за која што ние изборуваме. Потребно им е некој да ги охрабри за да ја направа таа промена. Точно ние се најдовме во оваа улога на мотиватори и така да на првиот форум ги повикавме и двата профили. Повикавме жени вистински родени лидери кои што едноставно тие веќе прават импакт во својата средина, меѓутоа ги повикавме и овие другите на кои што им требаше мотивација.
таа една средба, во тоа време бевме на првиот форум 40 на жени, на вистина најдоа радост и едните и другите, најдоа мотив и едните и другите. Едните да ја шират својата креатива и да инспирираат, а другите да учат од овие првите. Тоа беше на првиот форум. На вториот форум веќе наредната година ние изгласавме лого, да бидеме препознатливи. Разговаравме за идеите, како да делуваме понатаму во што форумот да направи за жените и во жените во форумот, и во семејствата, и во околината. И веќе во 2018 на третиот форум направивме нешто посебно, односно направивме една кампања за промоција на женските бизниси. Кампањата се викаше Мој бизнис, моја слобода. И секоја од жените кои што беа членки во форумот, се собравме на тој форум, им дадовме можност да секоја поединечно истапи, да искаже со што се занимава, кои се предизвиците, но да може и да ги представи своите производи, својот бизнис пред аудиториум кој што веќе надмина 40. Веќе во тоа време имавме 80-90, значи секоја година растеше бројката во овој форум на жени. И баш бевме срекни, мислам сите, не само ние како организатори, да речеме од наша гледна точка, туку тоа беше едноставно примено со една огромна радост. Луѓето, жените беа среќни што има некој кој што ќе ги поврзе на ваков начин. Ги промовиравме нивните бизниси на нашите социјални медиуми. Да, навистина значи една ваква убава поддршка и голем поттике. Сето тоа беше бесплатно и јас сум баш навистина сум многу задоволна. Нивните бизниси и нивната работа можеа да ја видат скоро 20.000 следачи имаме на Facebook страната на Филм Штедилница, и на Инстаграм околу 900 и на останатите наши социјални медиуми. Така да, ова беше навистина една убава каписла, значи една стартна позиција која што полека почна да ни го дава правецот на каде да одиме, та во 2019 година отидовме уште понапред. Ние им дадовме можност, тогаш направивме една соработка со Занајчиската комора и со УСАИД, кога се правеше базар за продажба на новогодишни производи, па вклучивме тогаш од нашите жени членки кои што имаа собствени бизниси со собствени изработки, и производи, да можат бесплатно да се приклучат, да добијат свој штанд и да се приклучат на ова надвор веќе од границите на Филм и социјалните медиуми на Филм, туку да отидат и понапред на поширок пазар, да речам. И беа многу благодарни. Мислам, прекрасно е да се види благодарноста во очите на луѓето за сето ова што го препознаваа. Едноставно, она што ние сакавме нашата помош и добра намера не ја препознаваа во секој наш гест што ќе го направи. Да, се гледа дека навистина ова е една многу инспиративна приказна и таа ваша помош многу им значела, не се сомневам, на сите жени. Меѓутоа, зборуваме за се што се случувало, за сите активности пред 2019, значи пред 20 година. Тоа беше таа страшна година на светската ковид пандемија. Како се справивте со таа ситуација таа 2020? Тоа година беше за паметање. 2020 не само за нас, за форумот, за целото човечанство, целиот свет се соочи со ова, меѓутоа ние сме многу горди што имаме една управителка која навистина направи едни поместувања на некои граници кои што до тој момент не бевме ни свесни дека такво нешто е можно. Јас баш оваа година би ја посветила на Ели, бидејќи таа веќе како настапи кризата, таа ги стави финансиските резултати на последно место.
а на прво место го постави здравието на вработените и на семејството. Така да оваа година беше навистина една година каде што имаше низ за предизвици и вистина и жените и во филм и жените нели како мајки, сопруги, керки во своите семејства навистина понесоа тежок товар, нели, за да си го задржат здравието на своите семејства. Или, например, не дозволи никој од нас да се вози со автобус. Значи, автобус не. Службените коли, приватни коли. Ние немаше тука да колку што е можно, нели се правеше се во контекст на тоа да го заштити здравието на вработените. И тоа беше една и единствена ултимативна цел. Така да 2020 година секогаш ќе ми остане како еден навистина специјален момент, тежок, ама посебно од оваа гледна точка, навистина, или беше жена лидер за секоја пофала во тоа време. Секоја чест. Да, секоја чест и за неа и за сите вас, за вработените во филм. Да, ние апсолутно дававме се од себе да сето тоа биде направено како треба и сме многу горди на сето тоа. И така една година се боревме, нели, пак ќе кажам, цел свет се бореше, нели, со тоа, не е тоа само кај нас. Меѓутоа, сакам да кажам дека ковидот предизвика, сега во контекст на работата, предизвика финансиска криза. Значи, што во тоа време бевме свесни како луѓе им пропаѓаат бизнисите, им паѓаат платите, останаа луѓето без работа. И ова навистина беше поттик за форумот што може да направи во оваа ситуација. Сите оние женски бизниси кои што претходно ги промовиравме, дел од нив, значи навистина им се намали работата. Луѓето, нели, се бореа за гол живот и за здравието. Така да тоа беше една година каде што ние моравме да нешто да направиме посебно за нив и направивме. Јас мислам дека направивме нешто многу добро. Одлучивме да им дадеме гратис рати, значи подарок рата на оние жени кои што веќе имаа кредити. Кои знаеме ние дека се справуваа со кризата и беше многу тешко да дојдат до финансии. Па така на X, нели, жени од нив им, како да кажем, ги простивме дадени рати, да речам, кога им беше најгусто, нели, да. Кога не можеа. Значи, форумот на жени лидери на филм си помогна многу во справувањето со последиците од тој прв удар на финансиска криза предизвикана од ковид пандемијата. Бенефиции и помош можат да користат само членките на форумот на жени лидери на филм или како? Во првите години, како што кажав, значи бенефициите беа само за жените членки. Меѓутоа веќе од ковид кризата наваму, значи ние воведовме можност да и жените кои што имаат бизниси, приватни бизниси, а не ни се членки, дека ќе им ја дадеме можноста за бесплатно да ги рекламираме. Направивме еден повик. Во таа година направивме и промоција на професиите. Знаете како ги споивме и помошта во бизнисите. Повторно тоа беа бесплатни промоции на нивните бизниси. И ја нарековме кампањата Храбра и своја. Значи, во форумот на жени на филм, еве да им објасниме на гледачите како се комуницира, со директни средби, со конкретни проекти или комуницирате и онлайн? Видете, ковидот предизвика да насочи едноставно императивот стана електронското комуницирање. Па на форумот што го направивме во 2021, чинам дека беше, се посветивме, направивме електронски форум, каде што ги повикавме жените
да пристапат преку Zoom платформи, значи електронски, како тоа они да пристапат и сето тоа. Многу интересно. На секоја жена поединечно ѝ беше помогнато. Значи, ајде сега оди таму, отвори го линкот, сега така ти пишува, па кликни тука, па направи тука. Мислам дека направивме навистина една убава едукација, една вредна едукација за сите нив, нели? Тоа беше еден почеток на ова електронско комуницирање. И тоа не беше само за жените кои што не се членки, повторно ги повикавме жените од надвор. Јас да ви кажам, после секој форум, радоста на жените е неописива. И јас уживам, значи, во нивната, значи, оној фидбек што го даваат и навистина секогаш се задоволни заради тоа што поместуваме граници. Навистина сметам дека правиме импакт и влијание на нивниот личен развој, на секоја поединечна од нив, а со тоа и на нивните семејства и на заедницата. Одлично, јас навистина слушам и се восхитувам, делува многу мотивирачки, значи како беше храбра и своја. Да. Тоа беше Да. Тоа беше мотивирачки кампањата. навистина во нивната професија и воопшто во вашата кампања. Мене многу ми се допаѓа. Она што го знам е дека воведовте и нова менторска програма, па може ли да позборуваме малку повеќе и за тоа? Така е, после COVID годините, значи се вративме назад во нашите најубави средби во живот. Пред да биде менторската, значи по COVID-от во 2022 ја отворивме, настапивме со зелената агенда. Прво тоа го направивме. Ги собравме жените, садевме цвеќиња, поставувавме држачи за велосипеди. На голема врата оваа еко-зелената агенда ја почнавме да инволвираме во нашето работење и поттикнавме на дејства во природа, дејства надвор за околината, што можеме да направиме за зачувување на околината и така натаму. Значи, почна на натаму да се движат работите и па наредната година ги однесовме луѓето на жените, од форумот на жени. Форумот го правивме на трева. Па тоа беше прекрасно, прекрасно. Бевме на Смоларските водопади. Да, и јас бев таму, навистина беше феноменално. Ето Убава така. и дружба и едукација. Ето така. Таму разговаравме повторно, ги приближивме ова преку кампањата Храбра и своја. Сакавме да жените поединечно, јас лично ги повикував да се искажат што можат, што работат, како може да помогнат на останатите жени. Тоа за мене беше баш еден убав гест. Значи, жена која што работи осигурување. Нормално, не си требаат клиенти. Значи, а жената е тука, дел од форумот. И совршена можност за поврзување. Така. И ги исповрзавме жените, секоја во својата професија, за да тоа го раскаже, да се запознаат меѓу себе, тоа што бевме во природа и седнати едно до друго во една, да речем така, неофицијална агенда, го направи тоа да биде возможно и да жените се сближат и така да на форумот имавме над 100 жени беа тогаш на Смоларските водопади и истина едно многу подружење. А потоа, наредната година, ајде рековме, што можеме ние да направиме како жените, ајде вака, да се вратам од оваа позиција. Жените во форумот постојано кажува добри зборови за филм во својата околина. Така. И секој од нив, дали ќе го донесеше своето дете, својата сна, сестра, пријателка, колешка, значи многу топли и убави препораки доаѓа постојано за филм. Ајде рековме, зошто
да овие луѓе секако ја работат, овие жени секако го работат тоа. Ајде да им дадеме можност да не бидат некоја врста на финансиски соработници, нели? Зошто да не? Секако го работат тоа. Тие го работеа тоа и за љубов, меѓутоа овој пат сакавме ние да тоа да биде и вреднувано некако. И така ја почнавме менторската програма. Минатата година беше година каде што сепак ги поставивме како ќе бидат документацијски правно сите овие работи, нели? На форумот на жени минатата година ја представивме менторската програма, која што, значи, треба да направи еден импакт и финансиски бенефит да предизвика за сите овие жени кои што се во форумот, но ние само почнавме од нив. Тоа, здравие Боже, би го прошириле понатаму и на сите луѓе. Тоа што јас зборувам за форумот на жени и за поттикнување на жените не значи дека мажите се второстепени. Никако. Секако, бидејќи, знаете како, обично помагате на послабиот, така е во животот секогаш, нели? По некои си на Обединетите нации последната статистика вели дека околу 28% од раководните позиции во фирмите припаѓале на жени. И сега, ако 28 се на жените, 72 на мажите, на кого ќе помогнете? Нормално на жените. Жени секако. Така е. Така да тоа е програмата од 2024, која што почна и допрво очекуваме да прогресира, како да кажам, да си го види својот тек и напредок. Ми се чини оваа програма Мој ментор е апсолутно восхитувачка и се тоа што го раскажавте за секоја почит. Очигледен е вашиот труд и придонес во повеќе аспекти на современото живење, едукација, мотивација и поттик, поддршка на жените и нивните микробизниси, отворање безброј можности за личен напредок и поквалитетно живење. Дали тоа што во штедилница ФУМ најголем број вработени се жени, има удел во фокусот на форумот на жените? Нема да ја кажам вистината дека нема влијание, нормално дека има влијание. Меѓутоа, јас би кажала дека има влијание пак од објективен аспект, не од субјективен. Така. Самата бројка што ја кажав од 28 со 72 само по себе покажува дека тоа е објективна, таа бројка не е измислена од жената, нели? Тоа е вистината која што нели ја се случува со жените. Ние сега во врска со ова родова рамноправност, како да кажам, навистина се фокусираме за да им помогнеме на жените, што не значи дека, како што кажав пред малку, нема да ги вклучиме и мажите во понатамошната програма на Мој ментор. Идејата секако е да се работи на рамноправноста на машката и женската популација во сите сегменти на работењето. Ние, гледате, и во нашите и управни органи на управување, во членството, ние секогаш правиме проценки за тоа докаде се овие проценти. Дали ги изедначивме мажите и жените во органите на управување? Се инсистира постојано да бидат подеднакво и мажи и жени. Постојано се прават и статистики, анализи за тоа дали во членството во нашите членови и корисници на услуги дали се докај се мажите и жените, дали се исто. Наистина мислам дека е коректно. Тоа е најкоректно според мене. Така би требало. Да. Дали, сметаме дека постојана сте и морална и финансиска поддршка на сите овие жени со кои соработувате,
Апсолутно да. Ми се чини вака како за крај дека неверојатно инспиративно е вашето работење и вашата поддршка за сите жени. Да ви кажам, нема поголема радост од мене. Јас, еве, 24 години сум во филм, а и претходно имам работно искуство. Значи, имав прилика да видам како дедо, баба или тато и мама му отварат на детето што една книжка. Детето ни расте, станува студент. Кој ќе стане студент, тоа ја бара студентски кредит. Потоа дипломирал, невработен е, нели, во стартот. Па како за невработени кредит за да си отвори собствен бизнис или Браво, што и браво. да е, нели? Па потоа, нели, доаѓа периодот на мажење, женење, па за свадба им треба, па Цела животна приказна е ова цела со животна Беделница филм. приказна, да, ја поминуваме со нив и навистина тоа, не знаете, тоа е како цвеќенце кога го растеш, така, од семче па до цело дрво, тоа е нема поголема радост. Јас бар уживам во Да. секој момент каде што гледам како, нели, процветало, пуштило ливчиња, односно како човекот расте пред наши очи и затоа сме навистина мислам дека на некој начин ние и влијаеме. Со нашата енергија, со нашата добронамерност, со нашата, па да речем, коректност. Јас така се гледам, така ја гледам филм, така се гледам. Нас не гледам така. Значи, нашата цел е да бидеме со добра намера. Значи, веќе морам да направам една мала дигресија. Не е поентата да го презадолжиш човек. Не е поентата да не сме од денес за денес. Ние треба да траеме. И тука е приказката. Значи, не е само дај. Навистина туку се грижиме, чекај, како ќе ги враќа парите? Треба да се направи ЕСАП. Јас им велам, не земај кредит ако не ги употребиш парите за нешто што е важно. Не ги земај за нели непотребни работи. Така е, се гледа Така таа да. грижа Навистина. навистина и целиот тој коректен однос и сметам дека и членовите на филм апсолутно ја препознаваат таа коректност на вработените и би рекла секогаш се чувствуваат како дел од едно големо семејство. А тоа е безценето. Јас Така ви благодарам, Марија, што бевте наша гостинка во подкастот Луѓе помагаат на луѓе. Миланка, честа е моја, особено што разговарам со тебе, бидејќи ти си вистински представник на жена лидер, точно на Фалам. таа група, и ги имаш сите оние предиспозиции кои што го квалификуваат зборот жена лидер. Жена која што прави мотивација, инспирација на сите луѓе околу себе со самото тоа што си медиска личност. Верувам дека многу ми не инспирираш со својата работа, а ние сме ти благодарни што си дел од нас и за целата твоја поддршка сите овие години. Благодарам многу и мене на вистина прво ми значат овие преубави зборови, а второ толку години сум веќе член на Штеделница филм и искрено јас се чувствувам како дел од едно прекрасно семејство во кое се чувствува, значи, и таа грижа за секој од нас и па да речеме и таа љубов и тој еден прекрасен пријателски однос и за тоа им благодарам на сите кои што се дел од филм. Ние на крајот велиме само благодарам што не следевте и почитувани. Не заборавајте, стиснете subscribe, претплатете се на овој подкаст и се гледаме во следна прилика. Се најдобро, довидување.